Сакам да кажам дека патриотизмот кој што го инкорпорира самиот национализам во своето јадро представува само една тезга, предизборна тезга на која што тезгарат политичките партии, ги повикуваат самите гласачи, ние ќе правиме ова, ќе правиме она, дрн. Дури имаме фактички случаи на двете најголеми македонски политички партии на како се вика тоа сојуз во Кичево и во Струга. Зошто? Од каде таа принципиелност? Значи ние стварно сме затруени со самиот национализам, ние не сме свесни веројатно за таа приказна и мислам дека од време на време тој по потреба се активира. Да, таа предизборна мамка многу убаво се продаваше на многу изборни циклуси, да се потсетиме на канџите ќе ги сечеме на албанските прашањето со името. Да. И оној страв дека некој постојано ќе дојде нас и ќе не малтретира, ќе не поробува и ќе не владе и постојано манипулирање со оној елемент на жртва. Она националистичка парадигма која што гради некаков политички и индивидуален идентитет, постојано представува како парадигма во сите значи живот и перспективи на една индивидуа во самото општество. Тоа е фактички темелот на кој што ја гради цела владеачка пропаганда. Да, и аспектите кои што се значи се развиваат после тоа, значи патриоти, предавници, внатрешни, надворешни, имаме ние и дури внатрешно партиски ренегати кои што после тоа се се изфрлат или се пошиканираат како непријатели кои што се одродиле, нели? И врз база на една таква почва на таа партија ги злоупотребува сите механизми и сите институции пред се. Гледаме се што се прави, не само кадровски политики, туку и финансиски криминали и животот и она пауперизација на поединецот и на човекот во самото општество се покрива со тие проблеми. Тоа е интересен, тој е интересен и фашистички начин на тој во суштина, како во суштина нашата јавност се претвора во публика. Ние веќе немаме јавност, имаме публика која што постојано го следи спектаклот. И за жал, после ова објавување на снимките, јас сум песимист во однос на тие работи, затоа што постојано го следиме спектаклот и секоја наредна бомба очекуваме да биде подраматична од оваа претходната, а ние сме се помалку и помалку активни и има во нас енергија стварно да се вклучиме да промениме нешто. И затоа мислам дека имаме развиен систем на полицаецот во нашата глава, кој што постојано ни на предавање на одговорноста. Ние веќе не сме одговорни. Како одговор на ова, сметам дека ќе треба стварно да се засили онаа парадигма или дискурзивност која што ќе притиска на социјалните теми и враќање на социјалната парадигма во нашето општество, затоа што онаа демократска парадигма, јас извинете, можеби тука има некои кои што се за начин на кој што фетишиме демократијата, гледаме 10 години на демократија не реагира никој. Секоја чест на оние интелектуалци, меѓутоа демократијата веќе не мобилизира во нашето општество. Стварно ќе треба да се навртиме, да се свртиме и стварно да удриме посилно на оние теми кои што стварно ќе можат со кои што ќе можат да се идентификуваат самите граѓани